Здраво, Владко, како си? Добар. Ти би сакал сигурно нешто да споделиш за луѓето кои што не гледаат, па можеш да ни кажеш нешто за твојот живот. Имав многу недобро детство. Бев бунтовен, не слушав, не ги слушав моите родители, се противев на се што ќе кажеа, си терав по свое и тоа ме доведе во мојот живот многу да страдам. Како се рефлектираше тоа во твојот живот? Со твојата непослушност и сето након родителите? Пред се тоа првен се рефлектираше натре во мене. Имав немир, постојано бев нервозен, се ми сметаше околу мене. Тоа ме тераше да се расправам со луѓе, да пијам многу, да се тепам. Што најмногу пиеше? Ракија пиев и мастика. А од каде доаѓаш? Од Кавадарци. Тоа имаше тешки последици во мојот живот, каде што кршев раце и се котини имав насекаден по тело и во многу наврати можев да го изгубам животот. А вака кога ќе размислиме со таков начин на живење, мене ми доаѓа прашањето до каде би стигнале, нели? Меѓутоа, дали продолжи ти на тој начин? Убаво прашање. Со тој начин на живот човек може само да си наштети првен на себе, а после и на луѓето околу него. Може да се разболе човек и да умре, тоа никој не го посакува, но ако тоа продолжи константно во неговиот живот, во личноста што го праве тоа во животот, може да го доведе најверојатно да стигне до затвор. Така. Дали беше во затвор ти? Јас не бев во затвор, но имав отидено на суд. Добро. Би сакал да ни кажеш како и каде најде излез од таа ситуација во која што се наоѓаш? Разбрав преку интернет. Денеска на интернет можат многу работи да се најдат. Што поточно најде на интернет? Што бараше? Како бараше решение? Па барав решение првен. Никогаш немав мир во мојата душа, иако бев исполнет со се. Во животот навечер никогаш немав мир кога ќе легнев и не знаев до кога ќе продолжи тоа така. Срцето ми беше скршено внатре. Видов за Константин Кајшаров на интернет, дека тој помага на луѓето, сочувствува со нив, му дава насоки како да си го променат животот и тоа многу добро влие кај сите луѓе. Гледав многу сведоштва како луѓе се излечиле од многу болести, животот им се променил, се ослободиле од депресија, од болки, од стравови, од грижи и имале потоа многу променет, исполнет живот со радост, со убави нешта, со плодност во секој аспект од нивниот живот. Интересно. Потоа како тргна ти, како дојде до контакт со Константин, како се случи таа прва средба? Земав автобус и дојдов во институтот кај што тој работеше. Ми закажа консултација и молитвена терапија. Кога влегов на молитвена терапија, ја почувствував таа сила која течеше низ Константин Кајшаров, таа Божја сила ме допре и ме ослободи од болка, од страв, од сите тие нагони што ги има во мене да правам грешки, да бидам бунтовен. Тоа моментално одма го снема од мене. Знам дека таа сила што дејствува преку Константин е од Бога и е Божја. Сега би те прашал нешто, како, бидејќи на интернет пишува многу работи за Константин Кајшаров, како беше сигурен и како си сигурен дека не е тој некој кој што ги заведува луѓето, на едноставен начин кажано? Како беше сигурен ти во тој избор дека навистина ќе добиеш помош на тоа место? Па, бидејќи право ќе кажам дека имав потврда од унатре во моето срце дека тоа е вистинското место за мојот проблем, да добиам излез. И гледав на интернет дека луѓето помагаат со своји сили, себе се истакнуваат, некои одат кај бајачи, кај гатачи, а тука Константин зборуваше дека тоа не доаѓа од него, туку тоа е од Бога, Божјата љубов и тоа е само како продолжен кабел. И тоа ме зарадува и направив чекори, затоа отидов и се случи целосна промена во мојот живот. Значи, твојот променет живот на некој начин зборува дека навистина она кое што ти било приложено на тебе како молитва, како допир од Божјата љубов, дека навистина тоа има ефект и дека тоа веќе може и да се види по тебе. Како живееш денеска ти?
денеска живеам многу радосно, исполнет со љубов, знам да се сакам себе си и кога се сакам себе си, можам да ги сакам и другите луѓе околу мене, да помагам, да се чувствувам со нив и сето тоа што јас го живеам сега, благодарение на Бога во мојот живот, го препорачувам и на сите други. Ти благодариме, Владко.